7 мај всушност е денот на полицијата, но и еден настан потоа ќе следи кој што е многу значаен за нашата држава, за кој што разговараме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добро утро. Добро утро. Министре, во вистинско време, во вистинско место, ќе зборуваме на многу теми, но ајде да започнеме со ред. Еден многу значаен за вас ден, 7 мај, денот на полицијата. Прво сакам на сите граѓани на државата да им го честитам 5 мај, денот на македонскиот јазик, и да посакам да си го чуваме и негуваме нашиот македонски јазик. Секако дека за нас во македонската полиција доаѓа најважниот ден од аспект на професионалното празнување, тоа е 7 мај, денот на македонската полиција. Тоа е важен и генерално и за државата, не само за полициските службеници. И секако дека, како и секоја година, и ова година, 7 мај ќе го одбележиме достоинствено. Прославата ќе биде во Охрид, дополнително затоа што тоа е поврзано и со одржувањето на конференцијата на Интерпол, која што ја добивме како држава за организација ова година. Може да кажете нешто за одбележувањето на денот? Да, значи, 7 мај ќе го одбележиме, реков, на Свечена академија во Охрид, во Долни Сарај. Така. Ќе имаме многу гости, заради тоа што делегатите на Интерпол ќе бидат гости на одбележувањето, секако дека и сите личности од општествениот, од политичкиот живот и граѓани кои што ќе можат да дојдат, ќе бидат дел од ова прослава. И тука практично традиционално ќе ги доделиме и наградите, признанијата за оние кои што биле најдобри, најпосветени во изминатава година. Така да, ова е, реков, уште еднаш многу важен настан, затоа што ќе се случува во предвечерието и на отварањето на конференцијата на Интерпол. Практично, кога договаравме кога да се одржи конференцијата на Интерпол, бидејќи ја добивме организацијата, нашата цел беше да ова го споиме со 7 мај, денот на македонската полиција. Навистина една многу голема задача исто така пред вас. 50-та јубилејна конференција на Интерпол, 30 години учество на Македонија во Интерпол, но и 100 години постоење на Интерпол. Значи, многу јубилеи, како се подготвувате, како течат подготовките? Ние кога разговаравме да ја кандидираме Република Северна Македонија за организација на конференцијата за Интерпол, токму за 2023 година, знаеки тоа го за направивме дека точно ќе имаме неколку јубилеи. Така, добро. И тоа ќе биде и многу добра промоција за државата, и големо признание за МВР и за државата генерално, односно за владата. Точно е дека ние 30 години сме дел од Интерпол. Ова е еден од јубилеите. Организацијата е формирана 1923 година, значи прославува 100 години од постоењето, и е 50-та регионална конференција на Интерпол која што се одржува. Така да, ова се исклучително важни јубилеи и праќаат многу силна порака и за посветеноста на Северна Македонија во организацијата, за заедничкото работење, за партнерството, за кредибилитетот кој што го имаме. Ова е огромно признание за сите нас. Освен што е огромно признание, што значи за нас подлабоко како држава, како граѓани во општество? Прво, во делот на безбедноста, сигурноста. Зошто е важно? Значи, Интерпол како меѓународна организација за криминалистичка полиција, прво е најголемата меѓународна полициска организација. Во неја членуваат 194 земји од светот, и ако погледнеме од другите организации, таа е втора по големина после Организацијата на Обединетите нации. Целта или визијата на организацијата е токму поврзување на полициите за побезбеден свет. Свет во кој што службениците, кои што се дел од полицијата, од полициите,
оние кои што работат на спроведување на законот, да можат преку Интерпол безбедно да комуницираат, да споделат, но и да добијат клучни политички информации, и тоа секогаш кога тоа е потребно, заради безбедноста на граѓаните во светот. И токму Интерпол константно обезбедува, промовира иновативни, современи решенија за сите глобални предизвици кои што се во политичкото делување и во безбедноста. Така да, за нас како држава е значено. Ние сме веќе 30 години, реков дека ние сме членки на Интерпол на 62-та Генерално собрание, кое што е одржано во Аруба 1993 година. Делегацијата тогашна на Република Македонија предводи министерот за внатрешни работи, господинот Љубомир Фрчковски, и од тогаш практично е воспоставено и националното биро на Интерпол во Скопје. И ако ја погледнеме символиката преку логото на Интерпол, ги праќа клучните пораки што се важни за сите нас, па и за нашата држава и за граѓаните. Маслиновите гранчиња на символот го символизираат мирот, тасовите на вагата ја символизираат правдата, заради тоа што треба да се бориме сите за правда, а вертикалниот меч ја символизира полициската акција за да ја воспостави правдата и да го обезбеди мирот. Така да, сето ова што е визија, ние ќе го имаме во Охридовие 3 дена. Ќе се разговара за идните активности, ќе се разговара за тоа што треба да се превземе, кои треба да бидат одговорите на Интерпол, што стои пред нас како членки на Интерпол, од една страна, и второ, промоцијата на Република Северна Македонија од самата конференција ќе биде многу важна. Имаме некаде 123 делегати кои што се пријавени за 123 делегати кои што ни се пријавени за присуство на конференцијата. Важно е да се истакне дека ќе биде присутен председателот на Интерпол, а тоа е Ахмед Насер Ал Раиси, кој што е практично втор човек на Министерството за внатрешни работи на Обединетите Арапски Емирати, генералниот секретар на Интерпол, господинот Јурген Шток, членовите на извршниот комитет на Интерпол, ќе дојдат неколку министри, директори на полициските служби, секако дека огромен број на важни личности од безбедноста во светот ќе бидат тогаш овде во Република Северна Македонија. Министре, вие сте вториот човек во државата и го водите едно од најсензитивните министерства, се разбира, во кој што треба да имаме најмногу доверба, и верувам дека на 7 мај ќе бидете горд, ќе представите ваши активности и се она што се работело изминатиот период. Но би сакала да го искористам вашето гостување со оглед на тоа дека навистина многу не потресоа случувањата во Србија и во училиштето Владислав Рибникар и она што се случи доцна синоќа, еве фатен е убиецот, тоа се најнови информации. Размислувате ли во нареден период малку повеќе да се вложува во менталното здравје кај децата, кај средношколците? Бевте последен пат тука, зборувавме за бомбите. Зборувавме за пандемијата, колку го наруши менталното здравје, па зборувавме за бомбите и сега некако ова е вишничка на шлагот што се случува. Масакр од невидени размери и незапамтено нешто, дека не може дури во светски размери да се рангира дека нешто такво се случило некаде. Не е далеко од тука, дали може би треба, размислувате, знам дека не сакате да делувате дека треба да се крене некоја паника или било што, но сепак, дали ние треба превентивно да делуваме во кој дел? Прво, за првиот дел од прашањето. Јас сум навистина горд за се она што
го сработевме во рамките на Министерството за внатрешни работи и во јакнењето на капацитетите на македонската полиција за да може да одговори на сите овие предизвици. И сите овие активности кои што се преземаат, да, гордоста е огромна да предводите Министерство, да ја предводите македонската полиција и да учествуваме на вакви настани дополнително кои што се, би рекол, во рамките на една огромна организација како што е Интерпол. Ја само ќе го покажам и логото кое што го направивме за за Интерпол. Сега вториот ќе го поставам и тука вториот дел за да можете да од прашањето. Да. Прво сакам да изразам сочувство до сите граѓани на соседна Србија и до владата. Навистина ова е огромна трагедија. Огромна општествена трагедија. И сето ова треба да не само да не замисли, туку да бараме решение. Овие случувања често било какви од каков тип да бидат, некако ни се на фокусот во моменти кога се случуваат неколку дена после тоа и како да ги подзабораваме, генерално зборувам во однос на станите. Едно е јасно дека за ова треба да има една широка општествена активност. И да разбереме сите ние дека процесот на воспитување и на образование е заеднички на сите нас. И на родителите, и на образовните институции, и генерално на општествениот систем. Така да сметам дека многу повеќе ќе треба да се обрне внимание во секој поглед, посебно во делот на менталното здравје, и да не се занемарува било каква манифестација која што ќе има било како... Дали е тоа дете или е генерално и возрасен граѓанин, бидејќи ни се случуваат ваквите трагедии. Ние континуирано веќе со години, последните 3 години, скоро секоја недела се прават континуирани активности од страна на полицијата за да и се превенира и да се зголеми безбедноста на учениците. И сега пред неколку дена се одржа една таква акција и редовно тоа го правиме, во кои што акции практично се грижиме за безбедноста на учениците до училиштето, во рамките на училиштето и при враќањето. Значи контрола на возила, контрола на сообраќајот околу училиштата, контрола на лица, прегледи во чанти, да видиме дали имаат одредени предмети кои што се недозволени, ладно оружје и така натаму. Контрола на превозните средства со кои што се движат или училишниот превоз се одвива кај учениците и така натаму. И постојано сите тие негативности кои што ги имаме се отстрануваат, се со цел да... меѓутоа, сепак тоа е еден сегмент од работата во делот на безбедноста. Нас ни треба една широка општествена акција. Ние веќе и пред случувањата во соседна Србија разговаравме заеднички и со Министерот за образование и наука и со Министерската за труд и социјална политика да започнеме заеднички настапи во училиштата со наставниците, со менеджментот на училиштата, се со цел да подигнеме некое ниво на свесност во однос на тоа како треба да се движиме пред се во образовниот процес, закажуваме и некакви средби. Инаку, секторите, односно одделите за превенција на ниво на државата во сите сектори за внатрешни работи, работат во континуитет на многу теми кои што сметаме дека се важни да ги знаат учениците. И такви теми се спроведуваат секојдневно. Дури и вчера имавме вакви информации. Меѓутоа е важно за ова да имаме и здраво семејство. Да се разговара и во семејството, тој дел на воспитување кој што мора да го
завршиме во семејството, да го заврши секој од нас и дополнително стручната активност на службите во училиштата да не се ставаат по страна. Многу важна е работата на стручните служби, пред се на психолозите, на педагозите, на социјалните работници, да бидат активни по целиот период. И не смееме да дозволиме да не поведува, би рекол, некаква мисла дека е срамно детево да биде кај педагог, кај психолог, кај социјален работник. Напротив, мислам дека сите тие активности може да ни помогнат многу, се со цел да имаме здраво општество. И тоа е најважната работа. Најважно, повеќе дел од денот го поминуваат во училиште децата. 8 часа се реално во, можеби повеќе, се во училиште. 8 часа се во училиште, а 16 се дома. И затоа е важно и едното и другото. И едното и другото си има тежина. Нема да имаме добар општествен систем, висока свесност за прашањата, ако секој од нас не разбере дека е дел од тој систем, од тој мозаик. Така, ако не биде во синергија. Јас често зборувам во делот на безбедноста, дека безбедноста сме сите ние. Не може да очекуваме дека една институција или неколку полициски службеници може да бидат сите ние сме безбедност. Меѓутоа и сите ние сме образование, воспитание, сите ние сме системот. Сакам да искористам само и да ве прашам, во делот на сајбер безбедноста многу сме зборувале со вас на оваа тема и се согласувате со мене дека треба се уште да се работи, имаме напредок, но треба да се работи. Дали размислувате можеби дел од социјални медиуми да се забранат за помладата генерација? Тоа го направи Франција, прва држава тоа го направи. Еве сега гледаме и со ова во Србија, во Белград, што се случува. Преголема е достапноста на младите до социјалните мрежи, па до тие апликации како TikTok и... Секако дека сите овие, би рекол, и предлози и размислувања се вредни да се анализираат од институциите и да се отвори една широка дебата во општеството. Јас мислам дека за сите овие прашања мора да дебатираме. Секое решение кое што би дошло како решение без да имаме дебата во јавноста, таа нема да биде добро заради тоа што нема да биде прифатено. И затоа треба да издебатираме и да видиме кој е нивото на одговорност на сите нас во овој дел. Сепак не можете деца од 10 години, 12 години и така натаму да ги обвините зошто имаат најмодерни телефони со нив, имаат интернет 24 часа достапно и така натаму. Од друга страна, па дигитална ера, живееме модерно време. Одговорност на сите нас, меѓутоа, да, дигитална ера, постои, дигитализацијата е нешто што ни го олеснува животот и ќе ни го олеснува животот на сите нас, меѓутоа, за сето тоа мора да има некоја временска рамка во која што ќе можете да навлезете. Бидејќи, јас често напоменувам дека тие безбедносни закани, тие безбедностни, односно војна таква која што ја имаме во овој момент и се води сајбер војна, сајбер напади, сајбер закани, се многу поразорни и поопасни од конвенционалните војни. Ако е така, интернетот, достапноста и така натаму неконтролирана, представува сериозно оружје во рацете на секој од нас. И затоа треба една широка дебата во која што сите заедно ќе допринесеме. И така да, ова треба да ни биде само еден пример за будење во општеството. Да се знае сосема јасно дека одговорност ќе носи секој еден кој што било каква поставка ќе повлече, а во рамките на вакво нарушување на сигурноста и на безбедноста на граѓаните. Меѓутоа, сепак, другите активности кои што значат превенција, бидејќи превенцијата е половина од завршена работа, ќе бидат многу, многу важни. Инаку, ние вчера, например, имавме 2 претреси за нелегално оружје. Едниот во Битола, едниот во Гевгелија. Постојано се работи на тие репресивни методи.
И тоа нема да биде решение. И ова кога го споминавте, пред да се подготвиме за разговорот, ве прашав дали имаме регистар на оружја кои што имаме многу војни лица кај нас, кои што го предаваат оружјето, пиштолот го добил како во знак на ета така чест и така натаму по завршување на некоја мисија, тие војни лица си ги чуваат и си ги предаваат после на нивните деца. И тоа е нормално нешто што се случува кај нас во општеството. Тоа се имаме регистар ние, значи, знаеме. Не може да се предаде ако не се добие дозвола за тоа оружје. Так, добро. Значи секој еден кој што поседува мора да има дозвола. Инаку сето друго е кривично дело, има кривична одговорност. Ние имаме еден извонреден проект со ОПСЕ за контрола на малото и на лесно оружје, во кое што изградивме сериозни капацитети, во кое што преку електронски систем, дигитализација целосна, се воведува во регистри влез на секое парче на оружје и на муниција и нивната дистрибуција. Каде, кој го купува, значи регистрација во Министерство за внатрешни работи, во сите компании, односно продавници кои што се занимаваат со трговија со оружје, практично во реално време ги добиваме сите тие податоци во тој систем. Секако дека контроли мора да имаме континуирано во овој дел и за овој сегмент, ако зборуваме, повторно треба се работи на јавната свест. Не е само секој од нас, како граѓани, да јакне желбата дека треба да се има оружје. Да. Треба да се има огромна одговорност ако сакате да имате и оружје. Така е. Благодарам. Благодарам, министре. Благодарам многу на поканата. Убава работа, посакувам убав 7 мај да проиде настанот како што треба и потоа од 8 до 10 конференција Интерпол за која што се разбира ние ќе информираме. Ви благодарам многу и на медиумската подршка.